Во рекреативниот центар Пониква на Соговските планини во саботата се одржа 11-тиот меѓународен етнофестивал за Петровден сите на планина, чиј организатор е влашката пејачка група Грамостеањ од Скопје. На фестивалот настапија стотина учесници од 6 пејачки групи и фолклорни ансамбли на власите од неколку градови од Македонија и од Албанија, како и десетина соло изведувачи. Според организаторите на настанот, иницијативата за негово одржување потекнува од желбата за зачувување на влашката култура и традиција и нејзино враќање на корените. Ние продолжуваме традиција на нашите прадедовци, дедовци и нашите родители. Тоа е староремски и пееме староремски песни, чисто влашки, етничко влашки. Иначе, овој фестивал се одржува 11 пат. А лани беше јубилеј на 10-та година, ова е 11-та година и рачунаме и мислиме и се договараме да продолжиме се додека можеме да ја одржиме старата песна влашка, фестивалот влашки и етно музика во нашите простори Македонија. Јазикот и културата и сите обврски што се за една националност, ние ги поддржаваме и ги гаеме. И нема да дозволиме да исчезнат, да изумираат. На фестивалот имаше и фолклорна група од градот Гирокастро од Албанија, која е редовен учесник на влашкиот етнофестивал на Пониква. Нашата група брои околу 30 луѓе и ова година, ланската година дојдовме со полифонијата, оваа година дојдовме со фолклорот да прикажеме малку и орото и песната. После силните наши активности што ги имавме во организации, во соработка со организациите од Македонија и со невладиниот сектор и со македонската телевизија и со партијата на власти од Македонија, успеавме ова пред една година да се избориме и да не во Уставот на Албанија да бидеме и ние како посебен народ признаени во Уставот на Република на Албанија и таму веќе од таму тргнуваат и другите права. Почнавме со ревитализација и отварање на градинки, во школа да се изучува влашкиот јазик. Причината поради која фестивалот се одржува на Пониква е што порано овде имало голем број сточарски семејства кои со своите стада овци престојувале во текот на летото. Младите си давале збор, се правеле веридби, а свадбите се планирале за преку зимата. Традиционалниот влашки етнофестивал е дел од манифестацијата Петровденски конаци, што се одржува по повод Петровден, празникот на Кочани. Главен покровител на манифестацијата и годинава беше локалната самоуправа на Кочани, а финансиски ја помогнаа и компаниите од регионот.